сонцето денот, што го позлатува. Едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилестат. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот, на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Што убаво цвеќе. Да скинам 3 карафилчиња за Марија. Се врати од работа, татко? Да, Марија. Токму на време. Ти подготвив нешто за јадење. Откако почина мајка ти се грижиш и за куќата, и за имотот, и за мене. А убава си, преубава. Најубава мома во цела Шпанија. Седни да јадеш додека е топло. Да, еве сега. Овие 3 карамфили ги набрав за тебе, Керко. Ти благодарам, татко. Колку се убави.
Марија, јас ке појдам да се одморам. Полската работа е тешка. Оди, татко, а јас ќе ја расчистам масова. Огнот да не ти сгасне. Нема, ќе го разгорам. Еј, што правиш? Зошто ме фрли во пламенот? Зошто молчиш? Кажи нешто. Кажи нешто. Никогаш повеќе нема да ме видиш. Ова беше сон или јаве? Еј, што правиш? Кажи нешто. Кажи нешто. Зошто ме фрли во огнот? Нема да ме видиш повеќе. Сепак, ова беше сон. Зошто ме фрли во огнот? Зошто? Кажи нешто. Ајде, кажи. Нема повеќе да ме видиш. Зошто ме сожалуваш? Немој да ме допираш. Немој. Ќе ме најдеш само кај 3 светски камења. Марија, што се случило? Зошто плачеш? Кога би можела да им помогнам на момчињата? Кога би можела да му помогнам на момчето? Кому да помогнеш? Нема ни живото да го жалам. Марија, што се случува со тебе, керко? Како да му помогнам? Како да му помогнам на момчето? Тие изгореа во огнот, татко. Бараа помош од мене. Марија. Марија, керко. Одмори се. Преморена си. Ти се присторило, керко. Татко, јас заминувам. Заминуваш? Да, Така наеднаш. да, татко. Згасна твојата радост откако ги донесох овие 3 карамфили. А каде сакаш да заминеш? Морам да им помогнам на момчињата. Тако слобода момчето. Тоа ми рече, барај ме кај 3 светски камења.
Ке дојдам со тебе. Не, татко. Јас сама ќе ги пронајдам. Но никој не знае каде се наоѓаат тие 3 светски камења. Јас ќе ги пронајдам. Ќе прашувам, ќе талкам, ќе наблюдувам. Тие мора да се на некоја бележито место. Утрата јас поминав толку села, толку градови, толку земји. Секаде прашував, но никој не ми кажа каде се наоѓаат 3 светски камења. Никој ништо не знае за 3 светски камења. Како да му помогнам? Како? Зошто плачеш? Зошто молчиш? Кажи, зошто солзи на твоето прекрасно лице? Тага те мачи. Зошто? Избриши ги солзите. Морам да одам. Морам да одека ми биде доцна. Појди за оној рид. Тамо на имотот на една жена. Појди, ако ме послушаш, ќе биде среќна до крајот на животот. Фелисија ве бараат. Мене никој повеќе не ме бара. Ве бара една девојка. Ве бара една девојка? Да. Мене? Вели дека мора да ве види. Доведи ја. Дона Фелисија е беа девојката. Застани пред господарката. Убава ли е? Нина! Грозна е. Нечиста, распарталена и смрти. Рамон! Вистина. Нечиста е. Распарталена. Но таа е вистинска убавица. Што бараш, девојко? Почитувана господјо, јас барам работа. Работа? Да, почитувана господјо,
Jaz baram bilo kakva работа кај вас. Nina, ке може ли ова убава парталка да работи кај мене? Ова смрдливка да работи кај вас? Ке се пресоблечам и ке се искапам. Значи, Nina? Свињарот се разболе вчера. Прифаќаш ли да биде свињарка? Да. Добро, нека биде свињарка. Само пред тоа имам еден услов. Сакам да ми кажеш кое цвеќе најмногу го сакаш. Кое? Кажи! Кое цвеќе најмногу го сакам? Го сакам... Го сакам... Каранфилот. Каранфилот. А која боја? Белиот? Не, Розевиот? не. Тогаш кој? Црвениот, Дона Фелисија. Го сакам најмногу црвениот каранфил. Ајде, заминувај. Да набркам од вашето. Не. Нека замине во свињарникот, нека почне веднаш со работа. Рамон! Значи така. Вредна си, чиста, љубезна. Вела дека свињарникот бил почисти од кујната. Се трудам, Дона Фелисија. А кој цвеќе рече дека најмногу го сакаш? Реков црвените каранфили. Црвените каранфили. Нина! Повелете, Дона Фелисија. Марија од денеска ќе работи во мојата кујна. Но Дона Фелисија... Нина! Вистинска штета е ваква девојка да работи во свињарник. Кој пее? Јас, Дона Фелиција. Марија. Одамна никој не запеал во мојот дом. И еве сега ти запеа. И тоа од срце. Како убаво мириса. Што ни изготви? Ви подготвив едно јадење од мојот роден крај. Пробајте, многу е вкусно. Јас ке пробам, Дона Фелисија. Ми се повраќа. Рамон. Значи убаво е. Нина, вистинска штета е ваква девојка да работи во кујна. Да се врати во свињарникот? Не. Од денеска Марија ќе работи во мојата соба. Но јас се грижам за вашата соба, Дона Фелисија. Знам, но не сум задоволна од твојата работа. Од денеска ти ќе работиш во кујната. Каков е овој мирис? Смрдат некакви цвекиња. Цвекиња? Каранфили? Кој ги донесе? Јас, Дона Фелисија. 1, 2, 3. Гледаш ли што и направи на нашата господарка?
Да ја набркам, Дона Фелисија? Зошто да ја набркаш? Па таа ви растажува со овие цвекиња. Рамон, изфрли ја. Не, Марија. Нина. Марија, подај ми го шалот. Веднаш. По смртта на мојот маж, Дон Фелипе, се остана на мене. И имотот, и моите синови. Вашите синови? Да. А потоа само имотот. Без моите синови. Ајде, Марија, да си одиме. Спомените само налеваат тага и болка во моево срце. Рамон, поведи ме. Марија, појди во пералната да ја донесеш облеката на Дона Фелисија. Веднаш. Дона Фелисија, ви приготвив јадење што одамна го присакувате. А зошто вчера ручекот беше загорен? Огнот беше многу силен и... Рамон го пали огнот. Рамон? Води ја од сега таа ќе работи во свињарникот. За јас, Дона Фелисија, што правам на љубави јадења? Да, но за свињите, води ја. Нина, зошто гровтаат свињите? Не знам, Дона Фелисија. Може би се болни? Марија! Зошто гровтаат свињите? Гладни се, Дона Фелисија. Ки им однесам за јадење. Дона Фелисија, ќе ви кажам нешто искрено и доверливо. Не морам и не сакам да те слушам. Се однесува за Марија. Рамон! За Марија? Да. Те слушам. Вашата Марија се фали пред сите дека таа работи најмногу од сите на вашиот имот. Тоа е точно. И дека може за еден ден да испере сета нечиста постелнина од вашиот имот. Рамон, доведи ја Марија. Не можам да поверувам. Да, Дона Фелисија, јас лично слушнав како таа бесрамно се фали. Марија, вистина ли е дека можеш да ја испереш сета постелнина од мојот имот? Секако, Дона Фелисија. За еден ден! Но, Дона Фелисија... Тоа е возможно за тебе. Ако за еден ден не ја испереш сета нечиста постелнина од мојов имот, ќе мораш да си одиш од имотот. Зошто плачеш? Каква тага те обзема? Зошто молчиш? Ајде кажи ми, зашто твоето прекрасно лице солзите капат како дожд? Знам каква тага те обзема. Знам. Избриши ги солзите. Јас ќе ти помогнам. Слушај ме внимателно. Ќе собереш сета нечиста постелнина од светот.
Ќе однесеш на потокот. Ќе ги повикаш сите птици од светот, тие ќе ти измијат постелнината. Ако ме послушаш, ќе бидеш среќна. Птици од целиот свет. Големи крилја, мали клунчиња. Птици од целиот свет. Слетајте на овој поток и помогнете ми да ја исперам постелнината. Браво, Марија. Рамон! Ти си вредна и честна девојка, Марија. Браво! Нина! Однеси ја постелнинава. Гледаш дека Марија не се фалела попусто. Да, но кога би знаеле со што сега се фали Марија... Не се фалам со ништо. Молчи, фалбаджико. Зборувај ако има смелост пред господарката. Марија се фали дека била подобра од најдобрите лекари на светот. Засрами се, Нина. Измислуваш. И дека може да најде лек за вашите очи. Рамон! Таа се вали дека може да ви ја врати виделината што сте ја загубиле плачејки по вашите тројца синови. Плачев цела година. Изгубив и солзи и очи од тага по мојот Мигел, по Естебан, по Франциско. Отидоа на лов, заедно со Рамон. Се врати само Рамон. И тој повеќе не прозборе никогаш. Некоја лоша вештерка го магепсала. Никој повеќе не ги виде моите синови, мојот Мигел, мојот Естебан, мојот Франциско. Немам веќе ни солзи, ни виделина. Таа ќе ви ја врати виделината. Марија, најди лек за моите очи. Но, Дона Фелисија, јас воопшто не знам. Слушате? Таа не сака да ви помогне. Марија, најди лек за моите очи. Или надвор од мојот имот. Ти пак плачеш? Зошто молчиш? Повторно те мачи тага. Избриши ги солзите. Ајде избриши ги солзите. Псс, молчи. Слушни ме добро што ќе ти кажам. Ќе појдеш со Филџан на потокот. Ќе ги повикаш сите птици од светот. Ќе ги замолиш да заплачат. А солзите да капат во Филџанот. Филџанот со солзите ќе биде спас од сите зла. Со солзите од Филџанот ќе ги премачкаш очите на мојата.
Птици од целиот свет. Повторно ве повикувам. Птици од целиот свет, помогнете ми. Плачете. Плачете, а вашите солзи нека се леат во филџанот. Ми требаат за лек. Дона Фелисија, ви го донесов лекот. Донесе лек за моите очи. Врати ми ја виделината Марија. Ми го изгоре мозокот. Ми изгоре главата. Леле, колку пече, колку боли. Рамон! Рамон, Марија и даде отров на Дона Фелисија. Не! Гледам. Пак гледам. Марија, толку си убава. Рамон, колку си остарел, Рамон. Ти си Нина? Да, јас сум Нина. И тебе прв пат те гледам. И ти дојде кај мене, кога ја изгуби виделината. Марија, ти навистина исполнуваш се што ќе ветиш. Како да не? Ти забранувам така да зборуваш за Марија. Мене ми забранувате да зборувам. А на вашата Марија не и забранувате да се фали. Само слушнете ја незината последна фалба. Но јас навистина не сум се... Нина, зошто измислуваш? Марија се фали дека е најдобра од сите волшебници на светот. Нина, како можеш... Продолжи. И дека може да ги распрсне магиите фрлени на вашите синови. Нина... И дека може да ви ги врати вашите синови дома. Марија, врати ми ги моите синови. Веднаш. Мојот Мигел, мојот Естебан, мојот Франциско. Веднаш. Но, Дона Фелисија, јас не знам за никакви магии. Те молам да ги вратиш. Сакаш ли пак да ја изгубам виделината од тага понив? Те молам, Марија, те молам. Ти повторно си тажна. Слушна ме сега внимателно. Ако го послушаш тоа што ќе ти го кажам, ќе биде срекна целиот свој живот. Па, Марија, како ќе ги ослободиме моите синови? Дона Фелисија, треба да ги повикате девојките од вашиот имот. Рамон, ти повикај ги девојките. Потоа? Секоја девојка треба да земе по една свеќа, да ја запали и 3 пати да помине околу 3 светски камења. Нина, ти ќе донесеш свеки. Но јас, Дона Фелисија, не смеам да држам свеќе во рака. Рамон, раката. Здрава е, значи можеш да држиш свеќе. Рамон, свеќе.
Внимавајте. Ова е последниот крок. Тешко мене. Си изгасна свеќата. Не успеавме. Не успеавме. Што ќе биде со вас, мој момчиња, вечно ковани во овие камења? Што ќе биде со тебе, мој љубено момче? Мигел, Естебан, Франциско, моите мили синови. Мигел, Естебан, Франциско, Рамон, погледни ги моите синови. Поубави и посилни од нив нема во цела Шпанија. Да, Дона Фелисија. Рамон, прозборе, Магијата е уништена. пак ќе одите заедно на лов. Синови мои, ова е вашата спасителка. Марија. Марија. Марија сруши лошата магија од проклетата вештарка. Марија. Марија не најде овде на ова пусто место. Со своето добро срце ја раскина магијата на лошата вештарка. Марија, нема да погрешиш ако си избереш еден од моите синови за маж. Веќе си одбрав, Дона Фелисија. Марија. Рамон? Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот на бајките живеат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува. Таму е толку волшебно, лета сонот на крилес ад. Сите можни чудеса во светот, на бајките живеат. Во светот на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Во светот на бајките само чудесно тајно бегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат. Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот, на бајките патува.
на бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат во светот. На бајките само чудесно тајно влегуваат. Децата што мечтаат, децата што сонуваат во светот. На бајките само чудесно тајно